Американскиот оскаровец Кевин Спейси се соочува со уште една тужба за сексуален напад во Велика Британија, бидејќи против него беше поднесена граѓанска тужба пред Високиот суд во Лондон, нешто повеќе од 18 месеци откако беше ослободен од сите обвиненија во претходното кривично судење. Според судските документи, случај се води и против лондонскиот театар Олд Вик, каде Кевин Спейси работи како уметнички директор од 2003 година, но детали за тужбата не се достапни. Портпаролот на адвокатската канцеларија на тужителот потврди дека тужбата е поднесена. Спейси, кој се соочува со уште една тужба за сексуален напад во Лондон, не одговори на барањето за коментар, пренесува Reuters. Спейси, кој доби Оскар за улогите во Американска убавица и Дежурни виновници, беше една од најголемите холивудски ѕвезди пред да биде првпат обвинет за сексуален напад во 2017 година, пошто беше отпуштен од серијата Куќа од карти. Нему му беше судено во Лондон во 2023 година под обвинение за сексуално злоставување на 4 мажи во Велика Британија помеѓу 2004 и 2013 година, а беше ослободен на 26 јули 2023 година на неговиот 64 роденден. Поранешна вработена го тужи раперот Кање Уест, тврдејќи дека тој бил антисемит. Таа поднесе тужба до Врховниот суд во Лос Анџелес, откако Вест минатата недела ги шокираше јавноста со своите изјави на социјалната мрежа X. Во своите објави тој напиша дека ги мрази евреите и дека го поддржува Хитлер и дека е нацист. Освен тоа, тој започна да продава бела мајца со црна свастика во средината со потпис на неговиот бренд Yeezy, пошто неговата онлайн продавница беше затворена. Во судските документи поранешната вработена навела дека Вест и дал отказ откако и кажал дека е грда и испратил порака во која го величал Хитлер. Исто така таа тврди дека Вест постојано ги изложувал своите еврејски вработени на говор на омраза и антисемитски коментари. Според тужбата, Вест испратил пораки до своите вработени со содржина: "Јас сум нацист и добро дојдовте на вашиот прв ден работа за Хитлер." Тужителката наведува дека ваквото однесување се случувало од јануари до јуни 2024 година. Во документите е наведено дека таа се вработила во компанијата на Вест во декември 2023 година, кога тој јавно се извинил за претходните антисемитски изјави. Сепак тужбата тврди дека не поминало долго време пред тој повторно да почна да изнесува слични коментари. Таа добила отказ во март 2024 година, но подоцна била повторно вработена во истата компанија, овој пат со двојно поголема плата. Адвокатот на тужителката Карни Шегеријан во изјава за Mirror рече: "Канје водеше немилосрдна и намерна кампања на антисемитизам и мизогинија против мојата клиентка. Неговото ужасно однесување кон жените и обсесијата со нацизмот, кои се очигледни во навредливите пораки каде што постојано се нарекуваше себе си Хитлер, ги откриваат неговите вистински мотиви. Време да престанеме да го оправдуваме неговото однесување. Како татко, сопруг и работодавец, тој мора да биде сметан за одговорен. Канје ја предизвика мојата клиентка да го тужи и ќе се видиме на суд", рече тој. Денеска напладне во просториите на Друштвото на писателите на Македонија ќе се одржи свеченото доделување на традиционалните годишни награди за 2024 година. Настанот кој годинава го одбележува и 78 годишниот јубилеј од основањето на Друштвото на писателите на Македонија ќе биде збогатен со музичкиот настап на Добрила и Доријан Дуо. Добитници на престижните признанија се Жарко Кујунџиски, награда Стале Попов за збирката раскази Приказничар, Иван Джепаровски, награда Ацо Шопов за збирката песни Посвети и пофалби, Иван Антоновски, награда Ванчо Николевски за книгата за деца Бакнежи на небото, Наташа Аврамовска, награда Димитар Митрев за збирката есеи Книжевни паметници и Гордана Јович Стојковска, награда Мост за романот Била едном една куќа.
Друштвото на писателите на Македонија продолжува со својата мисија за поддршка и промоција на македонската книжевност, а оваа свеченост ќе биде можност за одавање признание на авторите кои оставија значаен белег во македонската литература во изминатата година. Осумина пејачи ќе ги пеат најголемите хитови од холивудските филмови кои биле номинирани за Оскар или го добиле на концертот Оскаровска гала вечер, што ќе се одржи на 22 февруари во Македонскиот народен театар. Гостите на црвениот тепих ќе доаѓаат од 19 часот и 30 минути, а концертот почнува во 20 часот, најави Миланка Рашич, која е водителка на шоуто. Настапуваат Нада Талевска, Ана Петановска, Светлана Јовановска, Горан Наумовски, Денис Димовски, Дејан Бобич Дексо, Марија Димитриевиќ и Јасна Димитровска, заедно со битолскиот камерен оркестар I We Connect, со кој диригира Владимир Димовски и камерниот состав Полифонија. Музичкиот избор од оскаровските песни е извонреден. Сигурна сум дека публиката ќе ужива во маестралните изведби на големите хитови и во нашиот музичко-филмски времеплов, вели Миланка Рашич. Заедно со музичарите ќе настапат и балетските уметници Саша Евтимова и Ендру Кук и танчарите од клубот Dancers United.